Да, се ближат празници, а вие доколку се уште не сте одлучиле каква елка да украсите за нова година, дали природна или вештачка, еве ние ќе ви помогнеме со наредниот прилог кој што го подготви колешката Кристина Талеска. Голем те ова. Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роби да реди. Новата година без елка е незамислива. Најчесто во стандардна зелена боја, иако многу домаќинства се почесто се одлучуваат и за бела, зимска боја. Некои се држат до традиционалната црвено-зелена декорација, некои пак изборот на боја на елка, како и лампиони и украси, го прават да биде во хармонија со боите кои доминираат во домот. Но една од најголемите дилеми за нас граѓаните е изборот на природна или вештачка елка. Па наредниве минути излегуваме со неколку аргументи во прилог на двете опции. Ние презентираме факти, ваше е да одберете. Вештачките елки низ годиниве се покористената опција. Еднократно се купуваат и не е потребно да се фрлаат паднатите иглички околу дрвото секој ден. Покрај тоа, нивната цена се плаќа само еднократно, бидејќи не е ни потребно да купувате нова секоја година и не мора да излегувате на студ пред празниците за да изберете ново дрво. Но, многу луѓе веруваат дека вештачките елки не се соодветна опција, бидејќи се направени од пластика, што не е еколошки и ја загадува животната средина. Покрај тоа, ништо не може да се спореди со неверојатната арома што ја носи традиционалната новогодишна елка и пријатната атмосфера што ја создава во домот. Зошто да за природните елки? Да, за природните елки, бидејќи се убави, ги украсуваат нашите домови. Декември месец е ден на празниците. Природните елки после празничните денови можеме да ги садиме надвор во нашите градини, дворови, доколку немаме каде на некој јавен парк, јавна површина. Доброто чување на елките во внатрешните услови може да придонесе понатамошно нивно добар обстанок во надворешната средина. Има ли интерес за природни елки кај нашите граѓани? Не секој може да си дозволи природна елка, бидејќи цените кај нас се малце, да речам така, по неприступачни високи, но има и купувачи кои секоја година купуваат елки. Со години доаѓаат истите, така да се трошат елките. И за оние кои што прв пат доаѓаат да купат елка, кои се најчистите прашања кои ви ги поставуваат, што треба да знаат оние кои ќе земат природна елка во домот? Треба да знаат дека елката, ние ги продаваме елките со бусени. Еве можете тука и да видите, тие се во сакси. Треба да не се ставаат до грејно тело, кога ги ставаме во нашите домови. Постојано прскање со вода, да не паднат иглиците, бидејќи почнуваат да се ронат. Топло е во нашите домови, долго време ги чуваме внатре. Да не ги пренатрупуваме со лампиони, самите по себе се убави, за да бидат и надвор убави после тоа. Имаме ние домашно или увезани елки? Каков е принципот ваш? Овие елки што ги гледате тука моментално се наше производство. Нашите елки се од семе. Треба долг период додека пораснат да стигнат до некоја одредена височина што треба да ги продаваме. И оно што е интересно, ги продавате во саксија со корен, што значи дека понатаму може да се засадат. Треба ли да се внимателни оние кои што ќе ги купат понатаму при засадувањето за да може да опстане истата? Да. Треба да бидат добро, неколку пати во текот на неделата да ставаме некоја одредена количина на вода, за да опстане коренот. Ние ги продаваме во јутени вреки, доколку сакаат продаваме и во саксија, можеме и да им ги насадиме додека да си донесат саксија. После присадењето треба да се ископа убава дупка, времето да е поволно, временските услови да бидат поволни, да не е многу кал, да не е смрзната земјата, добро да се грижиме во топлите денови со поливање со све. За наредната година пак да можеме истите да ги украсиме. Кога дојдовме, ве праша волку елки имате, само ви кажавте да, сите ни се продадоа до сега, што значи дека полекано сигурно станува семејна традиција купувањето на елка? Да. Елките месец декември ни се хит, да речем во нашите расадници, тука и во расадникот во Бутел имаме елки. Немаме многу високи елки, но тие што се трошат многу. Тоа значи дека и производството ви се зголемува од година в година или пак останувате на онаа бројка која што ја имате со години? Секоја сезона имаме различна големина.
бидејќи треба долго време, како што кажав, да порасне елката. И за оние кои што се уште не накителе дома и се размислуваат да земат природна елка, споминавте дека се малку повисока цена од, да речеме, вештачките, иако економската криза навистина ги крена цените и на вештачките елки, можат ли граѓаните да се дозволат природна елка? Може, да. Нашата цена во нашиот расадник е 1800 денари. Без разлика на висината, таа е цената. То значи сега вака, ако ги земеме и измериме цените, не значи дека се многу повисоки, баш напротив, цените на вештачките елки доаѓаат и до 10.000 денари, што значи дека одлична опција е. Да. Мислам дека во нашиот расадник се најевтини елките во Скопје во расадниците, што сум гледала. И има муштери, секој ден трошиме баги елки. И некако ни се пролонгираат празниците, односно кога ќе накитиме елката, и ако многу мина го прават тоа на почетокот на декември, до крајот на јануари сакаме да имаме елка во домот. Издржуваат ли овие до крајот на јануари, односно 2 месеци? Издржуваат. Тоа е малце шок за елките. После тоа кога ќе ги извадиме елките надвор, добро е да ги ставиме во некој ходник, да се прилагодат, да не ги вадиме од топла просторија, да ги извадиме надвор. Тоа е шок сепак за елката. Малце да постојат во ходник, па после да ги насадиме. И кога на хартија ќе ги ставиме за и против аргументите за природна или вештачка елка, тоа изгледа вака. Од еко гледна точка, еколозите велат дека вештачките елки главно се направени од ПВЦ пластична маса добиена од нафта. Со години Greenpeace и други групи лобираат против ПВЦ заради газовите кои се испуштаат при добивањето на истото. Токму затоа борците за заштита на животната средина велат дека најдобра опција е да се купи засадена елка во саксија и како таква може да ја чувате 2 месеци во домот, а кога ќе помине новогодишната и божикна еуфорија, да ја насадите во дворот или блиската околина. Од економска гледна точка пак, многумина сугерираат дека уште подобра опција е да се определиме за едно новогодишно дрво, секако пластично, кое ќе го користиме секоја година. Посетата на градинарскиот центар пак за да ја одберете вашата природна новогодишна елка е проследено со забава, која кулминира со украсувањето на дрвото во домот. Нема подобар начин да се ослободите од стресот за празничните денови. Секое вистинско дрво има своји уникатни карактеристики и пронаоѓањето на сопственото совршено дрво е значаен дел од забавата. Традиционалниот мирис на елката пак не може да се спореди со ништо вештачко. Дополнително, природната елка во домот влијае на подобрувањето на менталното здравје, продуктивноста и среќата, до зајакнувањето на нашиот имунолошки систем и намалување на анксиозноста, велат бројни научни истражувања. Една новогодишна елка може да абсорбира до 1 тон јаглерод диоксид во текот на својот животен век, а 1 хектар посадени елки обезбедува доволно кислород за 18 луѓе секој ден. Новогодишните елки го спречуваат ефектот на стаклена градина што ја загрева земјата. Ја намалуваат ерозијата и загадувањето, а вие сте направиле добро дело. На крајот, елката што ќе ја изберете ќе ви го украси вашиот дом и сами треба да одлучите каква ќе биде таа. Важно е да се зачуваат традициите и расположението за време на празниците со најблиските, а елката е клучниот елемент кој носи радост и топлина во домот.